Минути за првиот разговор во Македонија наутро, соговорникот неочекуван на Скајп. А локацијски ве водиме во Крушево, град кој ова лето руши рекорди во посетеност поради спортските и културните настани кои што донесоа бројни домашни, но и странски туристи. Градоначалникот Томе Христовски го имаме на Скајп ова утро. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро, иако виртуелно, бидејќи е празник, па имате и слободен ден, толку повеќе сме благодарни за гостувањето. Добро утро до вас и до гледачите на македонската телевизија, воедно и честит и вековит празник. Господине Христовски, многу теми сакам да обработиме во наредниве минути во Македонија наутро. Вообичаено најголемиот метеж, условно кажано во Крушево, убав метеж, е оној кој што се создава за 2 август, за празникот и манифестацијата 10 дена Крушевска република, која што, коригирајте ме ако грешам, некако сруши рекорди во посетеност. Не само научно-културните средби 10 дена Крушевска република, туку од самиот почеток на самата година, ние рушиме рекорди со посетеност, нудиме разни содржини, знаеме дека Крушево има богата туристичка понуда, истовремено ние како општина се трудиме да овозможиме проширување на нашата туристичка сезона. Крушево покрај параглайдингот, планинските велосипедизам, планинарење, авантура, историја нуди исто така и богата храна, богата култура која годинава заслужно го добија епитетот и град на културата. И за сето ова подетално ќе продискутираме наредниве минути. Ајде за првото случување кое што е тесно поврзано со изминатиот викенд. Гости ќе имаме за ова утре во Македонија наутро, но во неколку реченици би сакала да ми кажете како помина физролерскиот куп кој што се одржа изминативе 2 дена. Еве неколку години поред го организираме успешно физролерски купот, каде што е Балканско воено првенство, се одржува во Крушево, учествува повеќе земји од регионот и Балканот. Крушево веќе доби на туристичката мапа како препознатлива и посекувана дестинација и за овој вид на спорт, кој е нов во нашата држава и привлекува се повеќе гости кои ја раздвижуваат локалната економија. Ова што го гледаме во моментов како видеоматеријал е материјал од настанот насловен Крушево низ Корија, каде што, коригирајте ме ако грешам, според податоците кои што ги имам, околу 400 гости присуствува на настанот. Јас би сакала да ги видиме видеоматеријалите, а вие да ни кажете како помина се. Аутдор фестивалот Крушево низ Корија е еден од познатите фестивали во Крушево, која содржува надвор на ние градски метежи, градски гужви, што викаме ние крушевчани, и имаше повеќе содржини. Летање со параглайдинг из Маеви, одење пеш низ Корија, возење на велосипед. Исто така, учесници на овој фестивал беа околу над 400 граѓани на нашата држава, но и надвор од неа, но и покрај нив имавме доста логистика, следачи, посетители кои веќе привлекуваа интерес да го посетат овој дел на градот. Крушево низ Корија е еден настан кој има богата традиција и има повеќе содржини во него, исто така кој се повеќе вродува со плод, односно повеќе успешно заврши без ниту еден инцидент и се повеќе гости го посетуваат. Спектакл над македонското небо, ова се видеоматеријалите од Крушево низ Корија, но во меѓувреме ќе ги видиме и сите оние поврзани со настаните кои што паралелно се одвива во градот. Спектакл над македонското небо, вака странските новинари го опишаа светското првенство во змејарство, кое што, коригирајте ме ако грешам полека, но сигурно станува едно од најатрактивните спортски настани на агендата на Крушево. Повторно ќе кажам, ние како општина овозможуваме разни содржини, односно и главни инфраструктурни проекти кои привлекуваат се повеќе организатори, туроператори кои ни го посетуваат Крушево од месец во месеци, односно од викенд во викенд, и буквално секој викенд имаме по некоја народски ќе кажам дешавка, односно меѓународен настан, манифестација. Така беше и со светското првенство за змејарство, која Крушево го направивме 3-та светска дестинација.
и од сега работиме за светското првенство кое ќе се случува во Крушево, се надевам во 2025 година за параглайдерство. Оваа година исто така имавме и 7 меѓународни настани, како што се англиското, чешкото, Nordic Open, германското првенство, државно првенство за прв пат оваа година во Крушево, знаејќи дека украинското и руското не се случуваат повеќе во Крушево, знаеме со проблемите кои се случуваат во Република Украина, но го фузиравме тоа со други меѓународни првенства и разни волонтерски, односно аматерски првенства кои се случуваат во Крушево. Го споминавте светското првенство во змејарство, кое што се очекува да се изреализира во Крушево, но за да се подготви истото, значи дека по сите можни спортски стандарди треба да се направи. Сега оно што го знам како информација последна е дека градот ќе добие ново алтернативно полетувалиште и нови придружни содржини за потребите на пилотите согласно воздухопловните стандарди. Што значи тоа? Да се подсетиме на тоа што направивме. Поставивме нова вештачка трева, нова контролна кула, нов паркинг на самото полетиште. Во моментов работиме на проектна документација за алтернативно ново полетиште, затоа што покрај овие меѓународни надпреварувања имаме и доста алтернативни, односно голем дел од оние кои сакаат љубители на овој вид на адреналински спорт, сакаат да полетуваат, но нема можност додека се надпреварува овие меѓународни, односно се одржува овие меѓународни надпреварувања. Исто така ќе работиме во моментов на имплементација на нов пристапен пат од порта до Мечкин камен или до самото полетиште и самата споменична целина до Мечкин камен, со изградба и на новото алтернативно полетиште, веќе Крушево добива нов епитет, односно ќе биде меѓу повторно првите 3 места во параглайдерство и змејарство во светот. Споменавте дека голем број на домашни странски туристи, но и спортисти доаѓаат се повеќе во Крушево, но сите тие треба да се сместат некаде и да добијат соодветна квалитетна услуга. Како стоиме на тема нова понуда, но и ново сместување дополнително за туристите? Имавте ли проблем ова лето, имајќи го предвид податокот дека срушивте рекорди во посетеност? Иако имаме доволно места, односно сместувачки капацитети, исто така градиме партнерски однос со приватниот сектор и давачите на услуги во градот Крушево, но и покрај локалната економија секако се раздвижува и регионалната економија, како што е на Пелагонискиот плански регион. Знаеме дека дојдоа околу 2500 надпреварувачи од овој вид на спорт параглайдерство и змејарство и знаеме дека тие полетуваат од самото Крушево, но слетуваат во Пелагонискиот плански регион. Истите се сместуваа покрај во Крушево, во Прилеп, Битола, одседнуваа во Кривогаштани, Демир, Хисари, сите даватели на услуги беа задоволни оваа година, но Крушево исто така рушеше рекорди со посетеност, односно сместувачките капацитети имаше недостиг, се бараше место повеќе, но добро се справивме со да ги удоволиме сите потреби на оние кои не посетуваа овој период. Последен пат кога се видовме, зборувавме за извидниците, односно повеќе од 18 земји учеснички има своји представници, или на број точно 800 извидници беа во Крушево, неверојатно искуство, но и преубава слика ни пристигна од вашиот град некаде на почетокот на летово. Точно така, во Крушево се случуваше најголемиот извиднички камп во нашата држава. Имаше 17 земји кои учествуваа во самиот настан, секако не ја вклучувајќи нашата држава. Имаше над 1000 посетители, само за 10 дена се случуваше точно пред 2 недели и оставивме одличен впечаток на оние кои не посетуваа и ги пренесовме пораките, она што често ја зборувам по социјалните мрежи, дека добриот глас победува и промоцијата продолжува за нашето Крушево. Во еден сегмент од разговорот споминавте дека Крушево годинава е град на културата. Тоа некако совршено се поклопи со 120 годишнината од раѓањето на еден од основоположниците на современата македонска ликовна уметност Никола Мартиновски, кој што го одбележавте со бројни активности, но бројни активности ќе има на агендата и до крајот на годинава. Започнавме од самиот први и затоа Крушево
годинава го доби епитетот заслужно град на културата за 2023 година. Организиравме голем број културни, музички и повеќе спортски настани, не вклучувајќи ги светското и другите меѓународни надпревари за параглајдерство и змајарство, но Крушево доби на епитет дека е вистински град на културата, град музеј, со посета на разни знаменитости во градот, леарницата, знаеме дека 120 години од Илинденското востание, погибијата на Мечкин камен, 120 години од галеријата на Мартиновски, односно роѓањето на Никола Мартиновски во Крушево, со тоа организиравме и бројни ликовни колонии во градот, каде што се вклучија и доста ентузијасти од нашата држава, но и професионални сликари, промотори на Крушево. Тука беше и нашиот сограѓанин кој организираше одличен настан, Зоран Кардул од Крушево, кој не е и член во научно-културните средби 10 дена Крушевска република, но и други бројни колонии кои не се случува од нашата држава и странство. Споменавте се, вложува се повеќе во сместувачки капацитети, но пред да се сместат туристите треба безбедно да пристигнат во градот. Што е со патната инфраструктура? Се патува и пристигнува ли лесно до Крушева? Она што ние како општина сме должни да организираме, односно да имплементираме одлични услови за престој, но и брзината на движење од дестинацијата, од поточно од главните центри, како што е Скопје, аеродромите до Крушево. Во моментов работиме на заедно со централната власт и владата на Република Северна Македонија во имплементација на проектот Кривогаштани Крушево, односно реконструкција на самиот патен правец кој значи развој, иде развој на нашата општина, нашиот град, и се надевам дека ова до почетокот на наредна година да се имплементира тој патен правец. Иако двата проекти се готови, меѓутоа знаеме дека средствата се мали. Ако сакаме да развиваме привлечна и посакувана дестинација, ако сакаме да го развиваме туризмот во нашиот град и нашата општина, мораме да имплементираме, односно да реализираме брзи и проводни патишта. Овие денови фокусот го ставаме и на тема образование. Ситно броиме до почетокот на новата учебна година. Подготвено ли е се, господине Христоски, за стартот на новата учебна година во општината? Ние преку целата година се подготвуваме да успешно ги реализираме наставниот процес, наставните содржини во нашата општина и нашиот град. Ја реконструиравме спортската сала тука во Крушево, другата училишна зграда во основното училиште Никола Карев, се реконструира подрачното училиште во село Борино, се реконструира подрачното училиште во село Бучин. Во моментов работиме на реконструкција на училиштето, на подрачното училиште во село Алданци. Во наредниот период, заедно со UNDP и Америчка амбасада, ќе се реконструира подрачното училиште во село Пресил, и така сите училишта ќе добијат достојна, за да се имплементира, односно реализира достојна настава како за научниот, како за училиштето, односно како за наставниот процес, така и за подобри услови на наставниот кадар. И во една минута би сакала само да ни информирате што друго како проект е во фокусот на општината. Има ли доволно пари во градската каса за реализација на сите овие проекти? Иако работиме со мал и символичен буџет, добри сме во имплементација на европски проекти и сите донатори кои ни стојат на располагање, како од државата, така и надвор од неа. До сега сме од 54 општини во нашата држава кои аплицирале на европски проекти. Ние сме прогласени за пример општина од нашата држава, прогласени од Европска унија. Но знаете како, во изминатиот период во празна куќа треба се, но сето треба разумно и тековно да се реализира и да се излегува во пресрет и во барањата на сите граѓани на нашата општина. Не можеме се одеднаш да се реализира, но излегуваме сепак во пресрет на нашите барања. Господин Христоски, благодарам за гостувањето во Македонија на Ауто. 23 целзиусови степени е во моментов во Скопје. Јас сум сигурна дека ако ништо друго на почетокот на денот во Крушево многу полесно се диша. Ова е уште една причина да го посетите нашиот град и нашата општина. Навистина е привлечна и посакувана дестинација. Благодарам за разговорот и гостувањето во Македонија на Утро. Посакувам убав ден.